Инцидентот со охридскиот новоосвестен бугарин Христијан Пендиков се дигна на планетарно ниво, со оглед на тоа што случајот влегува во Европскиот парламент, односно во извештајот на Европската комисија. Официјална Бугарија го потценува македонскиот народ. Една обична тепачка со нарушување на јавниот ред и мир во Охрид ги залади односите меѓу двете соседни земји, а предизвика и повлекување на бугарскиот амбасадор во земјава. Пуштањето на владин авион со кој беше пренесен повредениот е потценување на цела држава. За да нема чаршиски моабети, шпекулации и полувистини, нашите органи, јавното обвинителство и полицијата досега веќе требаше да излезат со официјален извештај за тоа што се случило, вели добриот познавач на приликите адвокатот Владо Чинговски. Јас не верувам, вели тој, дека на ден водици, кога до доцните вечерни часови во сите кафеа нима народ, некој намерно направил инцидент. И дека одредена група на луѓе сакале да направат ноќ на ножевите и дека тргнале да барат бугари и да ги навредуваат и да ги тепет затоа што се изјаснуваат како бугари. Ако е точно дека имале другите бугарско државјанство и бугарски пашаши, па тогаш кај е таа нетрпеливост или национализам или шовинизам или не знам говор на омраза. Ова е само уште еден повод на Бугарија да ја обвини Македонија дека е против бугарите. Причините за нетрпеливоста лежат на друга страна и немаат никаква политичка, особено не национална позадина, истакнува Чинговски. Никогаш не дошло до тепачка затоа што некој се чувствувал толку македонски бугари. Затоа мислам дека ова е набиено многу, има огромен политички набој. Бугарија не знам што сака да постигне. Мислам сите знаеме што сака, меѓутоа на ваков начин ако мисли дека македонците ќе станат бугари, тешко. Политиката која што водиме према нив е по мене многу сервилна. И тоа не е само за овој случај, целосно од подпишувањето на договор за добро соседство, ето, и историската комисија. Факт е дека во сето ова има режија, а нашата држава влезе во таа игра и сега умилкувајќи се вадиме наместо да вараме органите да го расветлат случајот за тепачката, а не да се кажува дека бил тепан затоа што бил бугарин, заклучува Чинговски.